препознатлива утринската програма на Алфа телевизија, тоа е нашата кафе дилема. Денеска имаме интересна дилема која што ќе разрешиме со нашата гостинка. Станува збор за кафе дилемата како да станам успешна личност. Одговорот ќе го добиете доколку внимателно го проследите разговорот со Елена Антоновска Едизер, координатор на проектот НЛП, проект кој што ќе се реализира во Македонија. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Од она што јас го прочитав за проектот, можам веднаш да кажам дека е мощно интересен и дека нашите гледачи верувам дека ќе ги заинтригира, особено овој разговор кој што практично и прв пат објавуваме дека ќе се реализира ваков проект, уште и кафе дилемата е примамлива, како да станам успешна личност. Па еве да почнеме со одговорите и разрешувањето на дилемите. Јас во најава ве кажав проект НЛП. Тоа всушност е кратенка од невролингвистичко програмирање. Да. Што се крие за овој наслов? Каков проект е овој? Овој наслов е многу интересен и многу широко раширен во светот и е еден од најраспространетите комуникацијски модели кои што го користат успешни и славни личности веќе 40 и повеќе години. Значи, се работи за невролингвистичко програмирање, насловот е малку контроверзен заради тоа, токму заради историјатот, нели, направен е во 70-тите години со моделирање на најуспешните психотерапевти од тоа време, Милтон Ериксон, Вирџинија Сатир и Фриц Перлс. Зошто се моделирани токму овие психотерапевти? Заради тоа што многу брзо и многу лесно предизвикувале ефекти и промени кај нивните клиенти. Сега, идејата била овој модел да се користи прво во психотерапија, меѓутоа, понатаму примената, поради неговата брзина, ефективност и применливост, широка применливост, довело до расширење низ бизнисот, во спортот, во личниот развој, во професионалниот развој и во денешно време луѓето го користат во многу аспекти од животот. Секаде онаму каде што е потребно да се направи некаква промена. Сега, невролингвистичкото програмирање во основа ја носи суштината на личната промена. Како да станеме успешни, како да ги оствариме своите цели и се тоа што го носи сето тоа со себе, значи предизвикува длабоки промени кај личноста, што е пак база за успешен бизнис. Понатаму. Но доколку ги следиме чекорите на она што е прокламирано во овој проект, не важи само за менаџерите и бизнисмените, туку и за обичниот граѓанин, за обичните наши гледачи кои што навистина сакаат да бидат подобри, да направат некоја своја внатрешна промена и конечно да тргнат кон подобро. Токму за нив, што е предвидено со овој проект? Проектот Одберете успех предвидува да се одржат неколку бесплатни информативни работилници на кои што може да присуствува секој кој е заинтересиран, токму од таа причина. Бидејќи ваквите тренинзи, обуки, нели, методи кои, да кажеме, носат во основа комуникација, успех, резултати, нели, сето тоа се поврзува прво со бизнисот. Меѓутоа не е така што со овие бесплатни работилници ќе им овозможиме на сите оние кои се заинтересирани да се информираат за тоа што е НЛП, да добијат подетални информации, што состои во суштината на НЛП, каде се можат да го применат, дали во нивниот живот можат да најдат начин да го вклопат, кои се начини, техники и алатки опфаќа невролингвистичкото програмирање, заради тоа што треба да им се приближи техниката, стратегијата на успехот на сите оние кои веќе тоа на некој начин го направиле. Всушност, невролингвистичкото програмирање се занимава со тоа прашање. Како нешто функционира? Ако вие сте успешни, како вие тоа го правите, за да јас во мојот живот можам да го применам? Кој ќе ги држи работилниците? Ќе бидат ли некои стручни лица кои што навистина ќе може да им дадат влез во она што значи да се биде подобар? Работилниците ги одржувам јас во просториите на Скопски саем, во Конгресниот центар, така што отворени сме за сите прашања.
Со тоа што ќе имаат еден теоретски дел, еден практичен дел, ќе биде и практичен и забавен, каде што ќе можат да креираат искуство и да го почувствуваат НЛП-то на своја кожа. Така. Секоја работилница е сама за себе, доволно е да се посети таа една работилница за да се има представа за проектот и за патот по кој што треба да се чекори. Да. Откако ќе се помине таа работилница, што препорачувате? Откако ќе се помине оваа работилница, препорачувам да ги користат барем оние алатки што ќе ги добијат на работилницата, за да можат во времето додека почнат да се организираат обуките во септември, точно да добијат некакви бенефити од она што го слушнале и што го доживееле и го виделе на работилницата. Бидејќи реално сите тие техники и алатки, колку едноставни да изгледаат, сите носат длабока позадина во однос на тоа како нашиот ум работи, како ние ги создаваме внатрешните репрезентации, си правиме мапа на светот, како и колку е важно, значи, влијанието на зборовите во нашиот живот, за сето тоа ќе зборуваме, значи да го понесат тоа како искуство, како да ги смениме навиките, нели, внатрешните размислувања, начините на функционирање, да го понесат тоа како искуство за да можат понатаму да се вклопат во обуката за невролингвистичко програмирање. Во септември ќе биде организиран првиот модул од Одберете успех. Сега, дојдовме до септември, само да кажеме, овие работилници во текот на летото ќе се одржуваат или почнуваат сега, да ги информираме? Да. Со која значи, динамика? првата работилница започнува на 25.4. и тоа се работилници кои траат 2 до 3 часа. Доволно време за да се добие некаков впечаток за тоа. Секој месец до јули, значи мај, јуни ќе има отворена работилница, септември на почетокот исто така, за да на крајот на септември започнеме со обука. Така, уште еднаш да кажеме дека наменети се за сите, и се бесплатни, што е многу важно. Да. Во септември веќе почнувате и уште еден друг циклус. За кого е наменет тој циклус? За менаџери или за обичните луѓе? Овие методи, значи комуникацијски модели и сите трансформативни модели се практично наменети за сите луѓе, иако невролингвистичкото програмирање е дел од различни такви алатки, како што е, например, коучингот. Коучингот или тренерството. Немаме некој посоодветен израз. Тоа е англиски термин кој што преведено на македонски би било тренер или неговата работа. Да. Преземене од спортот, иако во денешно време се користи за луѓе кои професионално се занимаваат со асистирање и поддржување, мотивација, инспирација на своите клиенти, низ трансформативни разговори и низ прецизно поставување на прашања, за да им помогнат и да ги водат низ личните ресурси, низ личниот развој, низ остварувањето на своите цели. Сега, коучингот е насочен кон резултат и е многу структуриран. И оној што го практикува како професија, ќе ви овозможи да ги откриете вашите скриени таленти, да ги зголемите и расширите вашите потенцијали, да добиете повеќе избор и едноставно да се стремите кон она што ви е навистина важно во животот. Така се доаѓа до успехот? Да. Добро, кои вештини се развиваат на овој коучинг или тренерство? Во позадината на коучингот, реков, исто така лежи невролингвистичкото програмирање и неговите принципи. Значи, оние вештини кои што се развиваат се добро слушање, усогласување со клиентите и тоа се е исто дели од НЛП. Постигнување на цели, се учи како да се поттикнат и да се развијат сопствените потенцијали, да се повторно да се откријат сопствените ресурси, да се надминат некои уверувања, ставови кои што можат да не блокираат во животот, ментални блокади, сегде се употребува каде што имаме кризни моменти во бизнисот, во личниот живот, значи воопшто во сите аспекти. Така што многу е интересно што коучингот е индивидуален пристап, како и НЛП-то. Секој може да го прилагоди на сопствениот модел, сопствената мапа на светот и да го употребува од свој аспект.
Има ли одредени професии кои што имаат предност при овој коучинг или тренерство? Па не би рекла. Мислам дека секој може да се занимава со тоа, доколку е посветен на луѓето, на личниот развој и доколку сака да остави трага на глобално ниво. Трансформацијата и личниот развој воопшто не е нешто што е, не знам, на 10 сантиметри од нашиот поглед. Сето тоа има глобално значење, глобална вредност, да кажам, повисока вредност, така што секој оној кој што мисли дека сака да допринесе на тој начин и чувствува дека тука му е местото, може да се занимава со коучинг. Поготово што во Македонија се релативно млади овие професии, значи НЛП коуч, коучинг, Ериксон, професионал коуч, се многу млади професии. Така, дури не стасале ни да ги преведат, се уште користиме термини од англиски. Се уште користиме за жал, мислам. Да, она што од што бегаме и велиме постојано, барем ние медиумите да се зборува македонскиот, но еве некако брзо прифаќаме однадвор работи и сакаме што побрзо и ние да влеземе во шемата, па не стасуваме и тоа. Па не е заради шемата, него заради новините. Секаде кога прифаќаме нешто ново и интересно како предизвик, тогаш има напредок. И доколку сме отворени, ќе го почувствуваме тоа и во сопствениот живот. Така, ајде да информираме за тренерството, со која динамика ќе бидат организирани овие предавања или како веќе ги осмисливте? Па, планираме до крајот на годината да започнеме по 2 циклуси. Едниот од областа на невролингвистичкото програмирање во септември и во декември и коучинг тренинг, така на коучинг обука, октомври мислам и декември ќе бидат. Така што практично семестрално доаѓа, така некако. Па да, би сакале да предизвикаме интерес и има интерес, што е многу убаво вака на прв поглед. Има интерес, би сакале да го предизвикаме уште повеќе, да го предизвикаме потенцијалот на луѓето кои што го носат во нив за ново нешто, за нов напредок и да собереме групи кои што ќе можат да бидат првите генерации на коучинг и работилниците рековме дека се бесплатни, што е со тренерството? Тренерството нема да биде бесплатно, тие ќе се наплаќаат, значи бидејќи тоа е дел од една подолгорочна обука. Значи НЛП бизнис практишенер, така се вика, се добива сертификат, тие се меѓународно сертифицирани тренинзи, така што секој оној кој што сака да заврши ќе биде сертифициран и ќе може тоа да го примени било каде во светот. Значи сертифицирани се од меѓународната институција на НЛП и коучинг асоциации. Колку постои поврзаност помеѓу работилниците за кои што зборувавме и тренерството? Дали е неопходно да се помине работилницата за да може на коучингот да се оди? Неопходно е од аспект, значи да не луѓето да видат каде им е интересот, да се информираат и да можат да креираат искуство, да се најдат дали нивното место е во таа обука или не. Обуката носи сосема друга содржина и сосема длабока некаква примена, така што добро е да дојдат, да се информираат, да преземат иницијатива, бидејќи и бесплатните работилници, и коучингот, и БНЛП бизнис практишенер како обука, вели дека целиот наш живот и успехот е во наши раце. Значи да видат дека имаат избор и дека можат да направат промена. Каде да се јават за подетални информации, треба ли пријавување однапред? Едново почнува во септември, значи има доволно период. Да. Бесплатните работилници кои што се одржуваат до септември можат да ги пријават во Хуманополис, значи Фондацијата за едукација и развој, со кој што соработува НЛП центарот од Белград. И тоа е нивно партнерство, нивни земјички проект. Или можат да го пријават кај мене лично. Местата се ограничени, значи така што е добро да се јават на време. За обуките исто така ќе треба да речеме некој период од 2 недели, 1 недела пред обуката, која што првата обука е негде на 28-29 септември.
има доволно време и да се размислува Да. како да се организира и времето, и желбите, и мотивацијата. Останува уште на крај да ве прашам, овој проект кој што навистина има своја тежина и големина и ќе трае. Се надевам дека ќе има кандидати кои што ќе сакаат на овој начин да се образуваат и усовршуваат. Е поддржан од кого? Овој проект е поддржан од НЛП Центар од Белград, кој што е дел од Атрија групацијата. Нивното поле на работа е многу широко, значи се занимаваат со сите можни тренинзи кои што вклучуваат личен развој, како од корпоративен аспект, така и од отворени тренинзи, значи индивидуален аспект. Во партнерство со Хуманополис, Фондацијата за едукација и развој на Скопски саем, кој што навистина видоа една можност и шанса да им се приближи промената и успехот на луѓето во Македонија. Така што тренерите ќе бидат од НЛП Центар од Белград, кои што се исто така меѓународно сертифицирани, кои што се навистина спремни и отворени за оние кои што сакаат да учат и растат. Ви благодарам за учеството и за сите овие информации кои што на нашите гледачи утрово им ги дадовте. Се надевам дека ќе се препознаат себе си во нешто од ова што зборувавме и ќе го побараат патот до успешноста. Разрешивме уште една дилема, им понудивме можност како да бидат успешни. Благодарам. Благодарам.